Ресоциализација на лицата кои се лекуваат од зависност од денес се скалило погоре и пример како ефикасно и незаобиколувајќи го секојдневието може да дадат резултати. Лицата кои ја користат услугата на тераписката заедница Покров од Струмица ќе имат можност да го научат пекарскиот занает. Невладината изборот денес со пекара за здрава храна во центарот на градот. Оно што сакам само уште да ви го кажам е следното. Овде ќе можеме да развиеме практиканство, што е многу важно, бидејќи вие сите знаете дека ние освен во процесот на рехабилитација и ресоциализација во тераписката заедница Покров, преку социјалното предприемништво отвараме нови квалитетни работни места за сите луѓе кои што ги завршат процесот. Ова е огромна можност за тие лица да го научат пекарскиот занет, да дојдат обработување. Тераписката заедница Покров е пример како социјалните предпријатија треба да функционираат во земјава и како на исти начин да им се пружи и ресоциализација и реинтеграција на лицата кои ги користат услугите, давајќи им можност не само да се интегрираат, туку истовремено и да се вработат. Јас сум навистина горда што го познавам Сократ и уште неколку како него малку се во нашата држава, кои што навистина знаат да покажат како една организација која што нуди услуга и која што е поддржана од меѓународна организација, се развива во Здружение на граѓани кои што нуди суштинска услуга во локалната самоуправа, но не застанува таму, туку нуди можност и за професионално рехабилитирање на луѓето за кои што претходно нуделе услуга, психотерапевтска или различен тип на услуга. Затоа што ниедно лице не може да биде вистински вклучено во општеството, ако тоа не е работно ангажирано и ако не се грижи да собствениот хлеб го заработи на дневно ниво, но не секој од нас има еднаква шанса да се пробие на пазарот. Пекарската работилница е формирана и подпомогната од германската организација ГИС, која има за цел да го промовира регионалниот и општинскиот економски развој и ја поддржува самостојната имплементација на политиките што се во согласност со Европската унија, насочени кон реномиран регионален развој во Македонија. На асоциацијата Избор и на господинот Сократ Манџо што се одлучија да навлезат во една ваква предприемничка приказна. Бидејќи од една страна ваквиот проект им помага на рандливите групи, на оние на кои им е потребна економска и социјална интеграција, но од друга страна тоа исто така и се случува на предприемачки начин, а според мене ова може да понуди одржливост, она што е многу важно. Знаеме дека секогаш постои ризик во предприемништвото и ние нудиме поддршка само на почетокот, нуди поддршка и Министерството, но ова продавница, ова пекарница ќе треба да застане на свој ногот. We have a lot of support from the ministry, but in the end this whole shop has to stand on its own and has to function in its own structure. Со социјалното предпријатие се постигнува значителен придонес за доброто на општеството, животната средина и локалните заедници и се промовира предприемачкиот дух. Се постигнува економски резултати, а профитот се користи за развој. Се нудат нови услуги и можности, најчесто наменети за маргинализираните групи.